Документарен серијал кој го посветуваме на председателот и првиот градоначалник на општина Кавадац Иван Чулев. Го спесивме во 3 емисии по 40 минути. Во секоја емисија тој зборува за изградбата на одреден објект или пак напорите што се правеле за решавање на некој горливо прашање. Во 3 емисии по 40 минути ќе се запознаете изворно како првиот човек на Кавадаци во времето од 1990 до 1996 година го решаваше Кавадаци како поројници, како вода за пиење или други проблеми кои не тиштеа нас како граѓани. Следните минути се за Иван Чулев. За време на практикувањето на мандатот од 1991 до 1996 година, Иван Чулев, меѓу другото, ги реализира следниве активности. 1991 година неуспешен референдум. Во 6 месец наредната година, 1992, успешен референдум за изградба на спортската сала во Кавадаци. 1991 година пренос на сметката од СИЗО за станување. 1992 рестартирање на градскиот базен во Кавадаци, потоа рестартирање на Фени Кавадаци, односно печката, со влез на неколку компании во градот. 1991 година камен темелник на спортската сала. 1992 година во 7 месец камен темелник на црквата Свети Климент Света Петка. 1992 година авионско снимање за прв пат во Кавадаци, со што катастрот можеше да работи без проблеми. Од 1992 до 2004 година изградба на регионалниот пат Кавадаци-Росман во должина 12 км. 1993 година 960 метри булевар Запад. И 1993-1994 година 2 км локален пат кон Паликура. Истата година 1993-1994 8,5 км пат Ладно Долче Крњево. 1993 до 1995 година регулација на поројниците кои го поплавува Кавадаци, Смилица, Калница. 1995 година санација од поплавите во Кавадаци и Неготина. Во овој мандатен период на градоначалникот Иван Чулев се водија и разговори со фондацијата ФАРЕ за проектот Граничен премин Пулјевац, реконструкција на улицата Моша Пијаде надградба и улицата Илинденска булевар Македонија, ЈНА и Страш Пинџур. 1996 година завршен е проектот за доведување на вода во Чемерско 6,5 км. 2 км пат Горна Бошова до Долна Бошова, односно Кањево. 1991 до 1996 година 3600 метри квадратни тампон со асфалт и бекатон плочки на улици и тротоари во Кавадаци. 1995-1996 година дочек на нова година на градскиот плоштад. На 7 и 8 9 септември истата 1996 година обновена е по 15 години манифестацијата Тиквешки гроздобер. Локалните избори, кога е извршена смена на власта, е завршена на 12 месец 1996 година. Ова е последниот председател на собранието на општина Кавадац, господинот Иван Чулев. Тој не сака да го ослуваме со господин, меѓутоа ја прифати нашата желба да проговори за неговата работа како председател на собранието на општина Кавадац од 90 до 96 година и за неговиот стручен дел како инженер во ХЕЦ Тиквеш, меѓутоа учествува во развојните планови на Кавадаци по ослободувањето до денеска. Поминал мачен живот, тежок живот и сега доаѓа во една ситуација да, ако не сме ние да подсетиме и да кажеме кој е он, да буквално не се знае дека тој некојаш постоел. Господин Чулев, добар ден и драго ни е што се видовме денеска. Добар ден, јас да изразам благодарност што ми дадовте една ваква прилика да ги изнесем моите сознание и сведочење, да речем така, за тоа што многу овие мои излагање сум бил и сведок, односно на некој начин и зашител. Колку години имате сега? Јас имам 90 година терам, значи 89 сум, а 90 година. Значи, кој време бевте председател на собранието? Јас од 90 до 97. 6 години бил. Тоа беше многу значен период од развој на Кавадац. Тој период, сега ме прашате,
Тоа е локална самоуправа. Значи пред тоа беше обществена организација во собранието. Кај што имаше секретаријати за внатрешни, за образование, за здравство, за сите државата што ги има министерства, тоа ги собранието ги имаше како секретаријати. Со донесување на Уставот 91 година, тие сите секретаријати и СИЗОви се укина. Се одеше на тоа да има локална самоуправа. Локална самоуправа ги изгуби сите ингеренции како собрание, така да се беше тоа остапено на централно у републиката. Ние како локална самоуправа немавме ингеренции никакви, на жалост дури и СИЗОт за станување ги задржа сметките за комунали и за вако. И ние практично немавме извори за работење. Јас прв председател бев у ЗОИЛ, така се викаше, заедница на локални заедници, општини и градови. Прв председател кој што отпор дадов дека сите тие средства треба како сметки да дојдат у локална самоуправа. И што ќе работиме ние ако пари нема? И да предходно да поставам дека јас не бе заинтересиран да бидам председател на собранието. Јас имам своја струка и сум живеел со таа струка со голема ентузијазам и мерак да работам на струката, на занаетот. Значи бев градежен техничар, па после градежен инженер и зад мене стојат многу објекти кои што у мојот работен век ги имам оставено зад мене. Јас се одупирав. Тоа ги беше пред мене председател на собранието Стојанов, Перо Стојанов. Не прифачавте. Не, Перо Стојанов не беше толку упорен, него Ристо Камчев, председател на Извршен совет, инсистираше од сите тие избрани, тоги ние како имаше на Анте Маркович реформски сили, партија беше, и од тие сите избрани 30, од 40 души, 35 бевме од реформски сили, затоа што Анте Маркович... Таа партија беше најака, да. Ама затоа што Гројч го прати Марка Крило. Така беше. У тоа време и граѓаните гласа за Анте Маркович. Единствен период по развојот на лозарството и кавалите. Точно така, така чам. Единствен период. И јас се одупирав, викам јас со политика немам никакви сознание, нити можам да водам политика, му викам. Мојот занаат е таков екзактна наука, која што 2 и 2 секој се 4, не може да бијат 3 или 6. Значи секој се 4. Према тоа ја не можам политичар да бидам. И Камчев Ристо вика, абе, чуле, вика, слушаме, вика, од вие на список што сте тука, вика, нема кој, вика, да го ставим председател за да изграде спортската сала. Пазите! Аманет ми даде. Да. Ја викам, што ти спортска сала, секој мене ме ангажирате надвршно. Јас волонтерско и терапија работа ме ангажира. Председател на комисија за изградба и цела работа прекаш. А не, вика, сега локална самоуправа, ја му викам, не можам таа работа да работам, не ми е својствено, викам, и тешко им биде. Не, вика, ти размисли, утре уште една састанка со добро ќе имаме, размисли таму и жената вика, бабе, прифати се, вика, утре ако ти е тешко, ако не можеш, вика, една ташна, има, земи се, и таму имаме рекли, вика, одмah си најдат место, вика. Него, и утре ајде отидовме, вика, он вика, пази, имаме година време, средства од месец самоплитост лежат, а инфлацијата ги јаде. И нема кој да се напане, вика, да почне да граде в салата, да се употребат средствата, да си најдат место. А месечниот му допринос секојаш беше со програма. Таму не смееше да се пренаменат средствата од едно на друго. Значи пак треба референдум за да гласате, ме разбираш? И така се размисля. Вика, секој таа работа треба да бркаше и да не си председател, ама кога си председател, многу полесно кај свршиш таа работа. И Перо Стојанов вика, што се вика ти, Перо, председател беше пред тоа. А видите како циганот, вика. Му рекли, ќе биде цар, вие, вика, лепче имали. Абе, цар, абе, вика, не, јас леп секој имам, викам, имам убава плата таму, така.
да се напанав да бидам председател на събранието за локална самоуправа. Колко години си работите? Колко имате години? Аз съм имал 57 години. Како почнахте? Како се одвиваше тој период? Што си зададовте како задача? Види, основно беше салата да се изгради. Добро. Затова ще лежи средствата. То ги, сега ще вика тендери, то ги бия лицитации. И тази лицитация я по изкуство, како инженер, знам дека треба да се направят два степена на лицитация. Една за подобност, значи секој не може да лицитира, треба да каже дека референция имала, што е изградил пред тоа, колку има основни средства, колку има работи. Разбираш, капацитетот да се види, тоа е лицитација за подобност. Од која подобност се изберат ужи круг, 3, 4, 5, колку ќе бият тие организации предприятия, тоа ги се оде на лицитација за остапување на работите. Пошто Пелагонија ги имаше градилиште во Каватачи, немаше разлог да не се остапи на Пелагонија, иако гранит беа, бетон, Маврово, сега да не испомнувам, сите лицитира за салата. И сега тамо беше генерален директор Дичев, Иван Дичев, мој колега и соученик на факултетот. Много добро се познаваме и приятели бевме. И викам, Дичев, викам, ке ви остапме работа вам, и ако вие сте по-скъпи, вие симните малко. Отворих внимата по-но гледам, дека они се по-скъпи от ова гранит. Викам, а гранит бяха они готови има градилище. Викам, симните се малко, за да може да остапме работа. Вие сте тука сега, наши работници трябва да работят сега. Кай сега ти, оно да души го неготови имаше на работа, ама претежа бяха от тамо. И вика, добро, вика, што предлагаш? Викам, ја имам средства на разполагање, викам, кои што лежат у банка, викам, и инфлација ги јаде. Јас да ви префрлам сите средства одма. А тоа цела година што бил месец самопредвес, викам да ви префрлам за тоа што ако по ситуации извршиме работа, ќе се обезвреднат парите, него ја да ви префрлам, па после ќе абсорбира на сето тоа. Добро. Вика, убава, паметна работа. И сега оде, тоа 6 јули. Камен темелник е ударен на салата 91 година. 6 јули, ден на борците. Обично биравме... 4 јули да не? 4 јули, извини, молим те. 4 јули. 4 91 година. Сега ме месец го побрка таму, добро. Таман. 4 јули, ден на борцот, и обично биравме некој празник, да некој такви, или да пушиме објект, некој да килиме лента, или па камен темелник да се ударим. Како годишнина поја. Значи тоа ги камен темелникот на салата ударен. Работи се остапени, проектот беше веќе изготвен од Пелагонија проект. Салата, како што гледате, направивме макета у собранието. И тоа да кажам дека кога заврши 91 на крајот 91 заврши местен самодопринос, требаше нов референдум. Опозицијата, да не спомнувам, беа против. Не сам ми правеа пречки. Ја викам, мора, граѓаните, поготово младините, сакат салата. Не може една готино помало од Каватача да има сала, тоа ги беше таа нивните сала, сега што ја имат. Ни Каватача, викам, Соколана има еше едно тамо. И ние сала треба да има на Каватача. И сега предвиделе со месечен допринос, и вие сега не сакате да продолжи месечен допринос. Тоа беше тешко време. 61 година. Од 91 година. 91 година и оди да спишеме референдум. И сега да не испомнувам имењето тамо, разни опоненти кои што ми правеа пречки. Наши од партијата ми правеа како опозиција беа. Од реформските сили. Од реформските сили, се подвоја беше. Да. Одборници беа, не беа пратеници, одборници беа. И тап не успеа. Местни собраници не успеа. И што правим, ја викам, слушај, јас од да си одам, викам. Јас бев
Дойдем тук, що сакате да правите? Викам, чим нема пари, нема местна самоуправа, как ја градим селото? Си одам кај стикваш. Нема, јас секој тама плата взимам. Тоа да го кажам, ја плата не взимав од собранието. Добро. Јас си взимав плата од Кај стикваш. Електропанство, не Електропанство Скопје. Затоа што бев ангажиран за бранта. После 10 години од кога се ставија во употреба акумулацијата, треба да се вршат консултации. А тоа треба опажање, треба да се направи. Многу инструменти има уградено у самото тело на браната, за да се види како се понаша. Да. Оти решението на Тиквеш како брана е многу смело решение. Проектант е енергопроект Белград. На разни конгреси за високи брани во не само у Југославија, него и надвор од Југославија, имаше конгреси такви, исписанија имаше разни. Се гледаше многу смело решение. Косините беа многу благи, стрми у однос на нормалното. Значи, ако е речемо косините возводни и низводно на браната, беа 1:2, а ние ги имавме 1:1,4. Може да замислиш колку стрмо е било тоа. И сега многу од тие колеги, поготово од Бугарија, од енергопроектот Софија, иде да видат што е таа работа. Они сознание има од тие конгреси. Да види како и они по 3-4 дена седе во Балкан тука, да посматра како се граде, како... Ви бевте експерт за таа работа. Ја бе главен инженер. Главен надзорен инженер. Што ви требаше оваа работа со собранието? Која? Со собранието да бидете присутни. Изградена беше браната за собранието. Браната е изградена 67 година. А во АДВ. Продолжите ја приказката за месец, за вториот дел. За месец, за вториот дел и сега не успеа. Вие спортски работници, што беа поготово младините. Добро. Беа упорни, ни сакам сала. Кои спортисти најмногу ја сака сала? Сега по имења да кажувам. Не мора имења, можеш каратисти, пинг-понгари. Не, ракометарите најмногу беа застапени. Добро. Кажи некој поедини што... Джуи муи сега да не испомнувам. Добро, кажи. Сега покој не, Бог да го прости. Ali mnogo uporno беше. И сега да не кажувам и други имиња, сега може би малку ке замера некој, оти ке изоставам некој. Важно беа упорни за да се салата продолжи да се граде. И како ќе се граде ако нема пари? И викат, за да се распише нов месечен допринос, по законот треба 6 месеци да поминат. Значи 6 месеци од кога ќе поминат, може да се распише нов месечен допринос. Така да 92 година ние распишеме месечен допринос. Али аналитика правиме. Зошто не успеа првиот месечен допринос? Видовме дека селата ни еден глас немаше од селата. А селата беа не 40% население беа во тоа време. Во тоа време, да. И јас ги исклучив селата, викам, салата ќе биде на градот Кавадарци, не на општината. И така е у статутот напишано. Напишано у статут дека собственост на градот Кавадарци, не е на општината Кавадарци. Салата, тоа да го знаете, и ако имаше некој захвати да се продава некои делови од сала вамо намо, што беше многу грешката, затоа што со самиот статут тоа не беше дозволено. Значи, таму е кажано дека салата како имот на градот Кавадарци е неотужива. Така беше кажано. Значи, тоа е од граѓаните и граѓаните може да решат дали се продава. Не може општината некој председател или градоначалник да реши, ќе го продадеме. А еден покушај имаше, сега нема да спомнам кој мандат. Добро кажете. На словенци се кажа да му продадат. Салата. Тешко беше тоа. Тешко беше, така се беа работите, од кои причини, како... Па дури до време и собственост на салата, спорт... И сега да се вратам за вториот месечен допринос. Ја исклучив селата, само градот Кавадарци, значи не иде околу 60%. Одма, она именител што се деле, значи, дали се 51% излезени, одно се менја. Така е. Друго ако делиш со 40.000, друго е со 28.000. Така е. Разбираш? И така успеа. Арно имаше и доста, како да речем, од големата желба на спортисти, што пред малку испомнав, малку и направија веројатно некои мочки таму, како и ставивме да бијат у тие комисии. Судовите, да. Да,
Добре, важно успеа местни самодопринос и той ги почна Тоа се 12 одишен докато вториот покушај. Арнема местни самодопринос веќе беше сведен на минимум. Зошто? Затоа што со трансформацијата сите големи предпријатија што беа унишени, мислам, устечај, работниците беа пуштени, немаше прилив на средства. Значи, негде околу 38 до 40% средства идеја у однос на 100%. Ако иде 120.000 марки у тоа време, месечно сега иде 60 или така не, до 65. Како го реши тоа прашање? Сега малку ме... Как го решихме? Да. Од многу сречни околности. Тоа е проблем. Многу сречни околности. Не е тоа мудрост моја или не знам што е. Добро. Тога имаше еден одбор за изградба. Ставре ова што е добре. Ставре беше Директорот покојниот. председател покојни, Бог да го прости. Добро стави. И денес имаше комисија за ревизија, за не знам што ваму, кои што у тој состав имаше луѓе кои што бораве, значи знае работи. не кочеа, да речем на некој начин, обструкции правеа. Добро. Али покрај сето тоа, местни самодопринос се намали Добро. за тие 46%, уствари 40% беше приливот на средства. Затоа што луѓето, мислам, работниците беа надвор од тие фабрика, поготово комбинатот Шик, Страшов Менџур. 2000 работника имаше тамо. Тиквеш, 2000 и нешто работника имаа со сите тие погони што ги имаа. Мик, ама тие се помали. Вие се крупни објекти. Кај што абсорбира многу народ, така да Кавада се бреде броеше 9000 вработени луѓе. У тоа време може да замислите. У тоа време Кавада се го рачуна втор град по стандард у Југославија. После Марибор Кавадарци беше. А како тоа? По стандард колку коли имало регистрирани. Унатрешни. Ме разбираш? Значи, сакам да кажам Кавадарци и тоа другата тема, кај биде како развојот тоа течел и кои се визионери за развојот, некои од нив ќе спомнам за тоа што заслужуват внимание, со Кавадарци го направија еден брзо темпо на развој. Се граде многу фабрики, се вработува. Аз спомнав, односно покоцно, ке спомни за вода, за акумулација тиквеше. Се тоа беа средства од некои од ФНП, кои што беа по 77%, а за систем за наводнување 100% беа неповратни средства. Фонд за неразвиени подрачја. Неразвиен фонд, а на југословенски фонд. Голем фонд. Ама што тоа некој требал да брка таа работа. А тоа беа тие визионери, што морам у другата емисија да ја спомнам, како се градеат тие такви капацитети, големи капитални објекти. А преку сите тие капитални објекти, одма автоматски иде за развој на урбанизмот, за инфраструктурата, за... Разбираш, да се вратиме на салата. Ајде на салата. Да завршиме историја. Салата беше 90, како рекоде, со вториот месец на добро. Дојдовте во криза. У криза дојдовме. Сега тие малку пари беа за да се продолжи салата. Салата беше на лицитација излезе за 9,5, за 5,5 милиона марки. Добро. Да се изгради салата. А салата, тоа на 20 години да се собира од местно добро. Не може да ги обезбедиш тие пари. Што се дешаваше? Сега пак ќе речем сречна околност. Колку мој допринос тоа не можам да кажем, али сречна околност. Прво се повративме со бугарите. Добрич, Толбухин, поранешен, сега Добрич. Побратими дојдовме како општини. Оние со трансформацијата беа понапред од нас, бугарите. Порастен почнаа да ги растурат тие нивни стопански организации. И од нив добивме многу голема помош за тоа што отворивме еден акредитив за $180,000 у Бугарска банка у Софија. И со тие пари требаше да обезбедиме. Што требаше да обезбедиме?
Она што овде на нашиот пазар беше многу скапо. Прво, обезбедивме мермер. Нашиот мермер беше 700% поскап од нивниот мермер. И не само тоа да го земиш мермер, него и уграден мермер со таа цена беше по тоа од Сандански тука има. Така. Значи обезбедиме со тие пари, а тие пари ни обезбеди Мак Петрол. Акредитив отвори. За таа тема може посебно да кажем како после одвива тие работи за отволтува за тоа. Него каква помош беше за да се почне да се гради да се кај. Друго, столиците, 2500 столици направивме од таму. Дојде за монтажа, дојде Металка, имаше едно предприятие Металка. И да ги монтират, ајде да не одат други пари туа во општина. Кога дојде они поскапи од столиците, морате или еден беше директор таму, не е битно сега да не Милков, да не испомнувам. Мора, или не бива таа работа, вика. Абе, вика, како, вика, треба да се штрафи, треба да се буше таму, треба да се заштрафат. Абе, викам, срамота, абе, викам, столици готови, викам, ти донеде со сите елементи и они држачи. И сега ти за штрафувањето за... Не бива, не толкова коша. Јас му се јавувам на Маринов, го вика, тие кметот на Добрич. Море Маринов, викам, вие столици обезбедиме, викам, монтажа многу тешко оде. Как бе тешко, викам? Тоа викам, абе, тешко, викам, не можем да и монтирам тоа. Ај испратнем, викам, слушај, викам, многу далеко сега, тоа 1000 и нешто километра. Добрич, каде е? На Црномор, таму. Да, далеко. И викам, не бива, викам, дај испрати една група туа да ги монтира тие сега и донесе туа. А вика, аз, вика, кај сега обажам, и ги кажа, вика, на колешката кметица од Благоевград. Со неја се имаме добро, соработуваме, вика, кај ги кажам да се јави на твој телефон. Ми се јава жента, вика, имам порака од колегата кметот Маринов. Викам, така, викам, имам проблем сега. Абе, какво викате? Абе, за монтаж, абе. Вика, монтаж, вика, лесно, вика, тоа за една недела, вика, може да се монтира. Викам, не бива ли една група да изпратиш, викам там. А вика, добро, ние се договорихме со Маринов да изпратам, вика, вие да обезбедите, вика, искрена смештај, за работите таму, они алати ке си носа след тоа, вика, за една недела кога свршиш работа. Не треба пари, вика. И ние, Пелагонија уште не беше растурена, не беше устече. Уствари устече беше, али ките беше таму. Тоа беше матер. Технички директор или директор беше, управник беше. И ките му вика, вака, викам. Абе нема проблем, ние имаме стационар, вика, таму има и меза, вика. И сместиме луѓе за една дела и монтира сите столици. Без пари. Ме праша како дојде сега без пари да се гради нешто. Тоа. Сега, друго... Тоа е менаџирање на Друго е уште една работа што благодарение на Министерството тогашно за образование, одсек за спорт, култура, Джиков имаше еден, он беше како директор на тој огранок. Он беше член на МОК, Македонски олимписки комитет. А таму Пурковски беше председател, нели така? Така е. И он, не знам како разбрал од колеги мои таму, дека у Кавадар се гради спортска сала. Добро. Вие сите колеги викаат, бе, како вика смелост и храброст најде, вика, во време да се гради, вика, тако објекти. Ама викам, слушай, ние имаме пари, викам, останата, викам, требаше да се потроши парите. И овој отишел на Топуркос и му вика, вака, у Кавадар се гради голем објект. И он дојде, вика, сакам еден прием да у Кавадар дојде. Викам, добро, Джиков. И дојде човекот, а види таа макета у апартаментот таму што е у пречевлито пред кабинетот, нели имаше тоа салата кај што имаше една ширинка, тука беше макета. Како е 1:100. Значи 1 сантиметар го правеше тоа. Значи направена макета, кровот се отвараш, се гледаш и седиш се тоа. Вика, прекрасно, вика, дело, вика.
Вика, не само сала, вика, имате содржини, вика, и за стационар, имате за турнири, ресторани има делен простор. Вика, ова голема работа, вика, чуле, вика. Ке гледам да ви помогнем, викам, не беше министр, он директор, беше директор, викам, трябва да се помогне, викам, иначе нема и средствата са минимални, а желбата е голема, викам. Сакаме сала да се изграде. И он како да делува, а то ги трансформацията беше сите тия по-големи предприятия, сега да не изпомнувам, зато и малко не, че ми замеря некои, по-големи предприятия загубари. Така и ви казва това време. Книговодствено, финансово ги обезвреднува, за да ги дадат без пари. На некои директорчиня, на некои... То беше период... такво време беше. 90 до 1000 години. И сега викам, слушай, те свачам, викам, сакам да ви помогна, викам, това вичам големо дело те, викам. А пак спомням, в Македония нямаше таква голема сала, защото движа. Той ден денеска, после толкова години има Борис Трайковски и те. Борис Трайковски по-голем. Меđutim, А пред това нямаше таква сала. Нема. А и обая, лепотица беше. Милина беше да видиш на слика има там сега, нека и прикаже на камерата, камермано. И он толкова влияние имаше на тия такви организации, що бяха загубарите. И не изпомням. А има, мислям, дейност таква, за да може да помогнат у изградбата. И не спомням сега кой бе, що бе. Много помогна. Дори не и врати парите, не и побара парите. Се разформира, тече, вамо. Стече на маса. Отиде това маса, вамо, намо. Значи, това е една... От придобивките. Момент, що го прашенето Меđutim, постави ако вие не сте били менаджер на цяла ситуация, не може трябва да я бърка него тази работа, трябва да тръче тази Така работа. е, точно е. И аз пак речем, заедницата на общини градови. Председател беше Силяновски, Благо Силяновски от Окрет. Председател ще беше. Събранието, да. Силяновски, он беше председател на заедницата. И он това го прошири това, вика, абе, сите общини, колко бяха тия общини, мислям, тоги 40 нещо бяха, не бяха 80. Да. Вика, кой ви града, бе? Нищо не се града, нема. От кой пари, вика? Абе, викам, я пари имаме, ние, викам, бая ги снимали, за да изградиме салата. И пак да се вратам назад, значи за... Кога я пучихте салата во работа? 7 септември, денот на освободуването, 94-та година. Значи 3 години си градиш. 4 години. Која граѓаните на општината одамна ја посакува, денес таа стана стварност. Иако е изградена во редуцирана форма, таа е спремна да одговори на својата намена за спортување и други културни настани. Објектот е трајно непроценливо дело на граѓаните на општината Кавадарци, кои одвајајќи дел од својата заработувачка го обезбедила финансирањето за градба на објектот и со гордост можат да го користат овој објект вечно. Во овој објектот представува уште една работна победа на работните луѓе во општина Кавадарци, кои со своите средства во форма на местен самопридонес повеќе од 20 години во континуитет наназад си обезбедуваат подобри услови за живот и стопанисување во сопствената средина. Денес посебно чувство на задоволство имам што спортската сала му ја подаруваме на градот баш на неговиот голем празник 7 септември, 50 години од ослободувањето. Спортската сала со придружните објекти представува една современа, совршена функција, со вкупната корисна површина од 6308 метра квадратни,
од што 1450 метра квадратни терен за играње, 1080 метра квадратни за публиката со 2350 седишта, 380 метра квадратни административна површина, 360 стационар за сместување мотел, 380 квадрата помошни простори со обликувални, судијски простори, делегатски простори, санитари и други помошни простори, 1600 метра квадратни деловен простор, 450 метра квадратни со 20 клубски простори и други помошни простори. Со довршувањето на објектот, со деловниот простор и други отворени игралишта за малите спортови се заокружува спортско-рекреативниот центар Мито Хаџивасилев Јасмин. Комплексот на спортската сала во склоп на спортско-рекреативниот центар обезбедува висок стандард кој го бараат светските норми и критериуми, што предпоставувам дека не е случај во другите спортски сали во нашата држава. Отаму сенам дека граѓаните на општината Кавадарци ќе имат можност да гледат повеќе меѓународни надпревари на малите спортови. Со пуштањето на овој објект во редовна употреба, ќе се сложиме дека успеавме да ги оствариме нашите желби, надежи и нашите ветувања дека со овој местен самопридонес пети пат поред во континуитет спортската сала ќе се даде во употреба. Објектот се реализира во многу сложени економски и политички услови, кои на жалост се уште не обкружуваат. Но собранието на општината како инвеститор и сите поединци, членови на одборот за изградба на објектот, комисијата за следење на местниот самопридонес на објектот спортска сала, најдоа храброст да и во такви условија се зафатат и го реализираат проектот спортска сала во Кавадарци. Посебна благодарност изразувам на проектантот Пелагорија проект, сите градители, стручниот надзор и сите други кои дадоа драгоцен придонес за реализацијата на ова прекрасно дело. Нека трајно со својата функција ова убавица работи 365 дена во годината, служи на спортистите, на граѓаните, нека се развива спортот во спортски дух и нека нашата младина најде место како најпогодно каче за спортување, разонода и другорување. Само така спортската сала ќе оправда својата благородна намера. Благодарам. Што се е предвидено во салата? Да има и ден денеска? Ден денеска оно се гледа сега. Прво, салата треба да има голема сала за сите спортови. Главниот спорт, добро? Не, за сите спортови. Тука има и одбојка. Аха. Има анкери кои што може да се постави мрежа и одбојка да се играе. Значи кошарка има ракомет. Па тие се основните вакво и мал фудбал. Мал фудбал. Мал фудбал. Значи тие спортови беа застапени. Има и вие други спортови како што е карате и други спортови, нели, имаше у малата сала, тоа се обавуват, нели? Пинг-понг. Пинг-понг, има многу вакво гранки на спортови. Покрај тие спортови, дали има и други содржини во самата сала? Што е други содржини? Значи има сала, ресторан, голем ресторан, горе беше тие работеше некој време, сега не работи изгледа. Долу има деловен простор, тоа што продава плочки, што знам. На овој дел, што е јужниот дел, има стационар за спиење. Тие беа крвети на спратови.
за повечко екипи да се събере, разбираш, турнири, които се правят. Това така беше организирано. Друго имаше много битно деловен простор. Ден денес с това стубовете не се успя. Що е това? Сега ще ви кажа. Айде. Салата беше предвидена да се само държава само финансира. От къде дойде в функция. Добро. Значи така беше и с статутото определено. Значи тия деловни простори трябваше да се обезбеде деловен простор с около ке се самата сала да се кирия да, значи за Когнина и ресторанът и си тия таките придвижни обекти трябваше да обезбедят средства, за да се покриват трошковете на отрежаване на салата. Не да биде връзан за бюджетът, како явно предприятие. Ясно ми. Ясно ми. Така, како предприятие трябваше да биде салата. Пазите. Али, що се деше сега? Аз ми помина мандатът, ще помина. Я нема шанса да добиям друг мандат, за да изтерам и тая до край работа. Кай изтерам? А що би трябвало тамо да има? Според вас. Прво, спортски продавници за спортски реквизити. Добро. Берберници, резервници, козметичари. Такви никои работи. Имаше и продавници за данъчни услуги, долния дел. А горе бяха дори имаше продавници, които може и за ова да брендирана роба, личната роба. Значи, горе дизайнирана, разбираш. Това беше така предвидено. Стубовете стоят още. Може ли тамо да биде супермаркет горе? Огромен супермаркет. Кој Пази, не му е место на спортска сала супермаркет. Дај ме прашо. Да ви кажам, дека тие 95-та година се сближихме со грците, ради Пулевец. Така. Имаше една програма, ФАРЕ се викаше. Зборуваме за таа работа. Знаете, нели? Да, ја знаеме. И со нив се работка направиме, и со нив значи они идеја тука на посета, јас у една прилика бев таму воден и Соботско, тоа што го викат они, Соботско, они го викат таа идеја. Грачите. Да зборуваме малце потоа. Не, сакам да кажа за ова сега. За сала. Они се заинтересират да изградат. Аха. Тој дел просто да му го оставиме за 10 години Добро. под концесија и после да ни го остапат на општините.